ова за Струмица, ние нешто ќе одиме на службено патување, не знаеме? Да, секако. Ќе ви изненадиме, колега, ќе ви изненадиме. Добро. Туку стана некоја пракса, јас да доаѓам кога е спортот во прашање, по се изгледа, ги поставувам вистинските прашања. Па најверојатно. Да. Така што Најверојатно. најави Сакав јас да продолжат поставам едно прашање. прашање во однос на твоите теми. Ајде. Например, зошто филмот Јорговани или Јорговани на македонски е со Босилчич, а не е со Слобода Мичаловиќ, да речеме, например. Јас Босилчич не сакам да го гледам, например. Па вие... Не сакам се шего. Добро, за вкусовите ќе разговараме по Ма не се работи за вкусовите. Но јас кажав, тој е еден од главните актери. Не констатиравте заедно со Кристина и со со Босилчич. Зошто не е со Слобода Мичаловиќ? Констатиравме затоа што македонска телевизија имаше чест да биде повикана ексклузивно да направи интервју со него за филмот и за делот кариерата негова и верувам дека ќе го репризираме повторно тоа интервју, како и со други истакнати во различни области, звезди, можеме слободно да кажеме, надвор од Македонија, со кои што ќе имаме и во нареден период, се разбира, ќе не гледате, ќе не следите. Имаме една таква звезда во студиото. Сега не знам дали ќе го прифати епитетот звезда. Дејан Милошевски, првиот македонски карате амбасадор од родом од Битола, па живеел во Кичево, па сега во Чикаго, го прошетал светот и ја добива титулата амбасадор на каратето, македонски карате амбасадор, поради степенот, поради интензитетот на представување на нашата земја низ светот. Прво, добро утро. Добро утро. Да. Ќе те прашаме на почетокот како ја доби оваа титула и зошто македонски карате амбасадор? Па видите, титулата македонски карате амбасадор ја добив од конзулатот на Чикаго на Република Македонија и бев изненаден затоа што многу е ретко да ја добиете таква поддршка официјално од државата. Титулата ја добив затоа што во последните 4 години, колку и живеам во Соединетите американски држави, бев присутен на сите позначајни интернационални и национални држави, презентирајќи ја Република Македонија. Само минатата година имав околу 33 лета со авион, каде што патував, и ја презентирав. Бев исто така присутен на сите светски и такмичења кои што се одржаа на американскиот континент, презентирајќи ја Република Македонија. И најголемото достигнување кој што го имав во Соединетите американски држави беше да бидам избран во топ 18 судии од 280 активни судии во Америка и да учествувам на избор за американската репрезентација во еден прекрасен олимписки комплекс. И тоа за мене беше до сега најголемиот успех во Америка, затоа што јас бев и првиот судија кој што не е американец, а учествува на едно вакво големо надпреварување. За достигнувањата ќе зборуваме. Едно од врвните достигнувања кое што рака под рака обично сме научени да слушаме дека здравието со спортот оди изминатиот период не само кај нас, туку и надвор. Знаеме да слушнеме дека некој спортист заболел од тешко заболување, се случило нека несакана здравствена состојба, го загубил животот и така натаму. Вие сте финансиски координатор на успешно клиничко испитување. Вредноста на испитувањето е $37 милиони. За какво испитување станува збор? Ова е едно од многобројните клинички испитувања кои што ги работиме во нашиот тим. Јас сум член на финансискиот тим на Департманот за операции. Нашиот оддел е срцеви заболувања. Ова испитување со името беше REACT-IF. Тоа е испитување кое траеше околу 7 години, буџетот беше $37 милиони, каде што користеа часовник од марката Apple, каде што часовникот ја следи срцевата фреквенција. Само на Apple може да користи или може Android? Тоа е како апликација или што е тоа? Сега за сега испитувањето беше направено само со Apple, затоа што мислам дека Apple беше како генерален спонзор на тоа испитување. Морам да напомнам дека испитувањата има неколку типови на финансирање. Дел се финансирани од самата држава и дел се финансирани од приватни спонзори кои што сакаат да направат некои големи истражувања во таа област. Но објаснете ни во детали што мери
тоа испитување? Што покажува? Тоа испитување се засноваше на срцевата фреквенција. Доколку срцевата фреквенција се намали, тогаш часовникот дава нотификација дека треба да си ја земете терапијата. Во споредба, кога не би имале таква информација, вие не би знаеле дали е точниот момент да ја земете вашата терапија. Тоа е многу специфично истражување и беше успешно завршено. А точноста, колка е точноста на намерењето? Точноста на намерењето е висока, затоа што сите клинички испитувања претходно има еден извештај кој се вика Белмонт, во кој се вклучени сите придобивки и сите негативни влијанија од самиот проект, доколку клиничкото испитување има висок степен на ризик за здравјето на пациентот, тогаш тоа е отфрлено. Но ова испитување беше анализирано и беше донесен заклучок дека ризикот е многу мал, а бенефитот е многу голем. Каратето и Паркинсоновата болест, тоа е нов проект за 2024 година, тоа е практично иницијалниот момент поради кој што ве повикавме тука во студиото. Каков е овој проект? Колку е обемен и што ќе опфати се? Пред неколку години бев вклучен во карате проект со Паркинсон, со една од најголемите болници во Илиноис, и таму достигнавме многу големи резултати и сите беа задоволни од самиот ефект од каратето како влијае врз Паркинсоновата болест. Само да појасниме за гледачите дека Паркинсоновата болест се појавува кога еден ензим во мозокот не се лачи во доволна количина, тоа станува збор за допамин. Кога нивото на допамин ќе падне под 50%, тогаш се јавуваат тие ефекти на тремор и ригидност и така болеста еволуира. Со самото вежбање на каратето помага во намалување на ефектите од самата болест. И овој проект е нов за 2024, затоа што јас со мојата компанија сум во преговори и во завршни фази со најголемата болница во Илиноис, Northwestern Memorial Hospital, и со една лабораторија која што има околу 50 членови кои се заболени од Паркинсонова болест. Сакаме да продолжиме и да видиме дали на вистина има некаков долгорочен ефект каратето врз намалување на ефектите на Паркинсоновата болест. Добро, кога е каратето опрашање како спорт, секој спорт си носи некои почувствителни делови од телото на кои што треба особено да бидеме внимателни доколку активно го спортуваме, како не знам, ајде колената, зглобовите се поизложени кај фудбалерите, кај да не ги напоменуваме секој на кој што е кај каратето? Што ако народски знаеме да кажеме страда најмногу? Па видите, најмногу во каратето страда целото тело, затоа што во зависност од вашиот тренер и од вашиот интензитет на тренинг, доколку не знаете како да тренирате, во секој спорт настануваат проблеми. И јас мислам дека најголем процентот од повредите се поради несоодветно тренирање, поради лоша техника. Но добро, што е најмногу изложено? Кај нас најмногу изложено во последните испитувања од зависи каде ќе ве удрат. Не, тоа е од повеќе од во колената изразено. Екстремитетите во каратето најмногу страдаат, да, процентално. И некои повреди кои што се случуваат во текот на надпреварувањето, например губење на зап, кршење на ребра, тие се размислувате губење зап не е повреда. Па добро, размислувате можеби во контекст на тоа, ете кога знаеме веќе што е најмногу изложено, затоа што сте влезени веќе во делот на здравјето, подобрување на животот на спортистите, општо на луѓето. Размислувате нешто и во тој дел? Па видите, јас мојата компанија направи со една визија. Визијата на Милошевски Маршал Артс беше добро здравје и well-being за сите студенти, за оваа генерација и за следните генерации. Во врска со оваа тема за well-being, јас исто така правам програма за вработените на Northwestern University, каде што ќе разработиме програма која што ќе биде заснована на 3 дела. Во првиот дел ќе биде како да научиме да го одржуваме своето тело во најдобра кондиција, како да тренираме секој ден континуирано со некои основни вежби. Вториот дел ќе биде како со медитација, со правилна исхрана можеме да ги зголемиме бенефитите од здравиот живот, и третиот дел ќе биде заокружен со карате и свесност и како треба да реагираме во некои ситуации при напад, при да кажеме, во Чикаго е голем град и има доста често напади и предизвици кои што мора
да реагираме. Да бидеме подготвени, да вратиме. Милошевски маршал артс во топ 10 клубови на регионалниот шампионат, топ 4 во Илиноис, сојузната држава каде што Чикаго е престолнина, каде што Чикаго е главниот центар или главниот град. Како успеа еден македонец да дојде во Чикаго, инаку ќе Чикаго важи за македонски град, кога се работи. Јас се прашав колку македонци има голема заедница таму. Како успе еден македонец да влезе и да котира толку високо во сферата? Каратето во Соединетите американски држави е високо развивен спорт. Па видите, мојот успех е состојан од многу мали ситни делови. Најголемиот дел го даваат студентите, учениците, кои што без нив ни еден успех не може да се постигне. Вториот голем дел се родителите. Јас сум многу среќен што има голема поддршка од родителите и од сите другари и пријатели кои што се околу мене. И на трето и четврто место сум јас и со моите знања и умења кои што ги давам безрезервно кон моите студенти. И исто така голема благодарност до двете македонски цркви кои што ги остапија просториите за да можеме ние да тренираме. И како што кажавте, ММА беше рангирана во топ 4 во Илиноис, тоа беше интернационално надпреварување каде што учествува околу 340 учесници и ММА го зазема четвртото место. Но јас сум повеќе горд на нашето последно надпреварување кое што беше Централен District Championship, односно надпреварување за 6 локални држави. Учесниците беа од Илиноис, Индијана, Висконсин, Њу Йорк и навистина овој пат носев, што е интересен факт, затоа што носев дечиња од 3,5, 4, 5 години. Ова беше прво надпреварување. Тоа ми беше последното прашање, така сакав да завршам, ете. Второ дел да го завршиш. Затоа што да. јас имам уште прашања. Чикаго, толку е времето, туку 3-4 години. Да. Која возраст почнуваат децата со карате? Па кај мене во клубот дечињата почнуваат од 2,5-3 до... Ма нели се тоа многу мали деца? Се мали дечиња... Се уште не можат, убаво, немаат зацврстан од, како што се вели. Да, но јас креирав една многу специфична програма, која што се вика Малиот воин, затоа што тренинзите со 3-4 годишна возраст е се околу војни, например, кога ќе дојде на тренинг и прашувам денеска ќе бидете Супермен, Бетмен, Спајдермен, така да... Програмата е многу интерактивна, каде што главен фокус е да научат како да трчкаат, да скокаат напред, назад, во страна. Координацијата, тие се основните координативни движења. И врз основа на тие движења ни учиме неколку движења кои што потоа ги користиме за карате. Морам да напомнам дека надпреварувањата се многу од отворен карактер, односно даваат шанса на многу малиите 3 и 4 да учествува на надпревара, да покажат неколку елементи и да им дадат благодарница и сертификат за учество, со што се креира една желба на успех. За сите да бидат успешни мора да го скршите некаде мразот. А тоа најдобро се прави на 3-4 години. Зборуваме за спортот, зборуваме за Чикаго. Не кажавме ништо за Чикаго Булс и за Майкл Џордан. Юнајтед центар, статуата на легендарниот тука се вклучувам во разговорот. Кошаркар. Дали се уште е иконата на спортот во Чикаго Майкл Џордан? Па има некои знаменитости што може да се видат и има доста добри надпревари кои што може да се видат. Така да Чикаго е голем град и има многу активности во сите сфери. Добро, затоа што нам, например, од повозрастната генерација плюс 40, Чикаго Булс ни е составен дел од детството, од животот и ние тука претпоставуваме дека во Соединетите американски држави се врти околу статуата на Џордан во Чикаго, пред Юнајтед центарот. Дека тоа е атракцијата главна која што секој кој што ќе замене таму сака да ја види и така натаму и така натаму. Па повеќе поатрактивна во Чикаго е централната статуа на графчето што го викаат, затоа што кога имам гости секогаш ми викаат однесете ме кај графчето да се фотографирам. Нас ќе не однесеш кај мене, ќе ме однесеш кај статуата на Џордан, те молам. Само да заокружиме, ако ве нарекуваат македонскиот карате амбасадор, дали со ова знаменце, амблемче кое што си го носите, дали секаде си патувате со него? Секаде си патувате со тоа, дали ова е вашиот дрес? Видите, јас секаде го представувам моето знаме најдобро што можам, така да и ден денес како влеземе кај мене на работа има една голема слика каде што стоам јас со македонското знаме и држам медал во раката, така да ова знаменце ми е поклон од Исла, затоа што прошлиот викенд бев гостин, дискутиравме како македонските
спортисти се најголеми амбасадори во светот, презентирајќи Македонија. И чест ми е што Иванов School of Young Leaders Alumni Association одлучи јас да бидам првиот амбасадор за нив и да продолжам да го развивам лидерството, а воедно и да ја представам Македонија во светски рамки. Благодариме. Благодариме. Благодарам за поканата. Ќе бидеме во контакт, ќе ни испраќаш од Соединетите Американски држави се што е во однос на спортот, во однос на активностите, затоа што ова се активности кои што одат во прилог на развојот на човештвото, во прилог на доброто денес и утре на човечкиот вид. Уште еднаш Дејан Милошевски, првиот македонски карате амбасадор кој што е вклучен во медицината, гостин во Македонија наутро. Уште еднаш благодарност. Благодариме.